Снимките од безбедносните камери во собранието ги потврдуваат досега објавените информации дека пратеници на ВМРО ДПМН ги отстрануваат металните блокатори на влезните врати во парламентот и овозможуваат толпата да влезе во објектот. Видеомониторингот покажува дека конкретно Крсто Мукоски и Сашо Василевски ги отвораат вратите во присуство на неколкумина други сопартици и членови на собраниското обезбедување. За споредба, ќе видите дека толпата се обидува да влезе и на една од другите странични врати на парламентот, но не успева во тоа, токму поради металните шипки од внатрешната страна. Владимир Мирчевски. Вака изгледа собраниското фоаје само неколку минути пред толпата да влезе на критичниот 27 април. Прв се појавува пратеникот на ВМРО ДПМН Крсто Мукоски. Разговара на телефон и гледа кон трите врати на главниот лес на парламентот. Брзо, по само 10 секунди, тој заминува. По половина минута се појавуваат пратеникот од социјалистите на Дзинго Љупчо Димовски и пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски. И двајцата гледаат кон вратите. Љупчо Димовски гестикулира со рацете, како да покажува како да се извадат големите метални блокади со кои од внатрешна страна се обезбедуваат вратите. Одеднаш се гледа како во фоајето втрчува Сашо Василевски, пратеник на ВМРО ДПМН, и под надзор на Љупчо Димовски се упатува кон средната од трите врати на главниот лес. Му се придружува вработен од собраниските служби кој со предмет во раката, можно да е клуч, оди кон средната врата каде е и пратеникот Василевски. Во тие моменти во фоајето пристигнува и шефот на обезбедувањето на поранешниот спикер Велјановски, Горан Ѓошевски. Тој им дава сигнал на собраниските службеници да се повлечат. Веднаш потоа Сашо Василевски успева да ја симне блокадата од средната врата. Се повлекува и пратеникот Мукоски, но вратата се уште не се отвора. Дел од присутните Љубен Арнаудов и Јохан Тарчуловски, исто така пратеници од ВМРО ДПМН, ја наблюдуваат ситуацијата и пишуваат на своите мобилни телефони. Мукоски се враќа кај влезот, но сега заедно со Василевски се насочуваат на крајната десна врата. На снимката јасно се гледа како Мукоски ја симнува блокадата. Толпата влегува. Мукоски во периодот по насилствата упорно демантира дека бил дел од ова сценарио. Не знам што сте гледале, јас знам дека не се гледам никаде. Не е точно. Еве го уште еднаш моментот на отворање на една од влезните врати на парламентот, кога јасно се гледа дека Мукоски, помогнат од Сашо Василевски, ги отстранува блокадите и овозможува влез на толпата. Првиот од толпата што влегува се поздравува со Тарчуловски. Сашо Василевски ја повикува толпата да влезе. Истото го прави и Љубен Арнаудов. Сашо Василевски се прегрнува со еден од демонстрантите. Ги бодри. Дел од толпата се насочува кон ходникот на пленарната сала, од каде најбрзо се стигнува до прес-центарот каде се Заев и другите пратеници. Меѓу нив се и лица со качулки. Некои од нив веќе се опремуваат со постаменти за знамиња кои ќе бидат употребени во тепањето. Заради споредба, во исто време демонстранти се обидуваат да влезат и од страничните влезови на собранието, оние што гледаат кон домот на РМ. Полицијата во овој случај, за разлика од пред главниот влез, на почетокот се спротивставува. Неколкумина специјалци се обидуваат да ги сопрат насилниците. Успеваат да издржат неколку минути. Толпата се пробива, удира на вратите. Турка се обидува да влезе, но металните блокади од внатрешната страна издржуваат. Но не и камерата што ги снима.